Добар ден, ученици! Јас сум наставник Марија Богатиновска од училиштето Никола Карев од Пробиштип и денеска заедно на часот по ликовно образование ќе научиме како се изработува накид. На овој час ќе научите што е тоа ритам и дизајн. Ќе развивате вашата креативност и ќе се оспособите вешто да ракувате со материјалите при изработката на вашата креација. Што ќе ви биде потребно за овој час? Овде ви оставам избор, кој со што располага по дома. Може да искористите макарони, цевчиња, бисерчиња од некои стари веќе искористени или скинати гердани и слично, а секако ќе ви требаат и темперни боички, доколку се одлучите за макарони, четки, картонска подлога за да си ја заштитиме површината на која што ќе работиме и врвца на која што ќе ги нижиме предметите. Но најнапред да видиме што е тоа ритам. Ритам е повторување на одредени форми или елементи по одреден и правилен редослед. Може би вака не ви е јасно, но сега ќе ви го разјаснам. Тоа е многу едноставно. Ритамот го има насекаде околу нас. Ето, на пример, повторувањето на денот и ноќта, значи се разденува, се стемнува. Пак се разденува, пак се стемнува. Тоа е еден процес што никогаш не престанува. Значи, фатило ритам и така е постојано. Ден, ноќ, ден, ноќ. Исто така и годишните времења и тие се во ритам. Значи се менуваат пролет, лето, есен, зима, пролет, лето, есен, зима. И така непрестано, значи секогаш, секоја година се повторуваат истите годишни времења. Значи тие се во одреден ритам. И нашиот живот си има свој ритам. Еве кога одиме на училиште, знаеме во колку часот стануваме, во колку се подготвуваме, доколку сме на училиште, како се враќаме, кога ручаме, кога си легнуваме, сето тоа е еден вид на ритам околу нас. Учениците на часот по ликовно требало да научат што е тоа ритам. И наставничката вака им објаснила како што јас сега ви објаснив на вас. Тие добиле за задача да нацртаат и да обојат џемперче во кое што ќе има одреден ритам, значи одредено повторување на некој елемент. Секој од учениците си го нацртал џемперчето на свој начин. Ајде да ги разгледаме сите 4 џемперчиња. Што забележуваме? Дека секој ученик си го представил своето џемперче на свој начин. Сите џемперчиња имаат различен ритам. Значи, го воочуваме. Еве го ритамот во првото џемперче. Овде имаме една искршена линија која што се повторува, па едни формички на баклава што се повторуваат, точки и сето тоа добило една целина. Овде пак имаме исто така искршени линии со точки, еленчиња, елкички, така, значи нешто што се повторува во еден ритам. Девојчето овде представило ритам на што? Цвеќенца. А момчето употребило линии и што? И кругчиња. Така, овде долу имаме и триаголничиња што се повторуваат. Исто така и боите се повторуваат во некој одреден редослед. Со ова, тие не само што добиле ритам, туку и добиле изглед на ова џемперче. Тоа е, ученици, дизајн. Ако се запрашате што е тоа дизајн, дизајн е изгледот на предметите околу нас. Облеката, украсите, мебелот, книгите, се си има свој различен дизајн. Значи и дизајнот го има насекаде околу нас. Еве, забележете ги овие дечиња, дека сите носат облека, но сите имаат различна облека со различен дизајн. Ајде да ги видиме и овие примери. Две девојчиња во фустанчиња, едното има дизајн со бели точки, така, ова е еднобојно фустанче што нема никаква шара на него, значи нема дизајн. Овде имаме две различни шолји, едната има дизајн со некои фигури, а ова е еднобојна шолја. Овде пак имаме покривка за кревет. Првата е со дизајн, а втората е еднобојна.
И двете се покривки, исти, значи, но не изгледаат исто. Дизајнот, запомтете, е изгледот на предметите. На наредниот час, учениците добиле за задача да нацртаат и обојат чадорче, ама да употребат некаков дизајн. Ете како секој од нив го замислил и представил своето чадорче. Да го видиме првото. Девојчето представило дизајн со крукчиња. Ова девојче со цветчиња. Ова личи на некој инсект, ова на жабче. Забележавме дека секој од нив го представил своето чадорче на свој начин и сите чадорчиња имаат различен дизајн. Ние сега ќе ги објасниме поимите дизајн и ритам со едни обични шарени бомбончиња. Овие бомбончиња се со две бои. Едната е бела и зелена, портокалова и бела, жолта и бела и розова и бела. Сега ние ќе ги подредиме овие бомбончиња во одреден ритам. Еве гледате. Портокалово, розово, зелено, жолто. Портокалово, розово, зелено, жолто. Портокалово, розово, зелено, жолто. И тоа се повторува, значи може да продолжува и уште понатаму во истиот ритам и веќе ја забележуваме по кој редослед се повторуваат боите. Овде пак се наместени по две. Розово и портокалово, розово, портокалово, розово, портокалово и така натаму може да продолжи. А овде пак зелено-жолто, зелено-жолто и така се повторува тој ритам. Веќе забележуваме дека ова првото ни личи на гердан, а ова ни личи на што? На раквица, така е. Истото можеме да го направиме и со цевчиња. Цевчињата ќе ги исечеме на пократки парченца и ќе ги нижеме во одреден ритам. Еве како тоа би изгледало, значи личи на герданче. Ова се вистински гердани, значи накид со различен дизајн и со одреден ритам. Сега ќе ве оставам малку да го застанете видеото и да го откриете ритамот. По кој ритам се нанижани бисерчињата во овие гердани? Се надевам дека откривте. Во првиот гердан имаме жолто кафеаво зелено топче, жолто кафеаво зелено и се така, значи од почеток до крај. Овде пак имаме 3 сини и 2 бели топчиња кои што непрестано се повторуваат. Колку е долг герданот, толку пати се повторуваат. Овде имаме малку различен ритам, но сепак забележуваме дека и дизајн секако забележуваме дека се повторува на некој по одреден начин, значи не се било како подредени камчињата според нивната боја. Овде имаме срценце крукче и се така се повторува. Овде црвено топче, црно-бело топче, црвено топче, црно-бело топче и се така во круг. Овде имаме малку поинаков гердан, шарен со многу бои, што е малку потешко да го одредиме ритамот. Значи, овде се тешко одредува ритамот, но дизајнот забележуваме дека е доста шарен и богат. Сега ќе ви представам како вие да го направите на многу лесен и едноставен начин вашиот гердан. Еве ги цевчињата исечени, може да бидат и на помали парченци исечени, па може да ги нижете, значи на било каква врвца или конец. Тоа е многу лесно. Овде е битно да запазиме, значи, ритамот црвено, сино, жолто, зелено цевче. Сега пак ќе се стави црвено, па по него доаѓа кое? Сино, така, одлично. Па жолто, па зелено. Вие во вашите креации можете да вметнувате и доколку располагате помеѓу секој од овие цевчиња по некое бисерче доколку имате или од некои различни макарончиња
И еве како изгледа на крајот ова ланче, дизајн, значи на накид, ланче, кое што е направено од цевчиња, од вредните детски креативни рачиња. Сега, ако сте се одлучиле за макарони, јас ќе ви прикажам како најлесно да ги изработите. Еве гледате, макароната се боцка во во моливче или во четка или во цевче, за да можеме полесно да ја обоиме од сите страни. Значи, кога боиме со една боја, боиме повеќе макарони, еве како ги нижиме, значи, на стапчето, и кога ги избојуваме сите со таа боја, ја миеме четката за да ни биде чиста. Еве како се вадат, значи само со поттурнување и ги оставаме да се исушат. Откако ќе се исушат, време е да ги нанижеме на врвцата, исто така по одреден ритам. Ако имате дома различни макарони, во различни форми мислам, може исто така да направите уште побогат дизајн, но да го запазите ритамот. Значи овде имаме сино, црвено, зелено, жолто и виолетово, 5 бои, сино, црвено, зелено и жолто. Ете да видиме на крајот како изгледа герданчето со одреден ритам. Се надевам дека ќе ви биде интересно и лесно ова да го извршите. Еве неколку изработки од учениците, секој на свој начин си го замислува и си го дизајнира. Овде имаме значи гердан и нараквица од макарони што имаат малку свиткана форма. Овде гледате дека имаме и од оние најмалецки макарончиња што може да се употребат за да се направи поинаков дизајн. Ве оставам да уживате во вашите креации. Се надевам дека ќе бидат уште поубави од овие што сега ги видовме. Довидување и ви благодарам на вниманието.